Она што следува во продолжение, нашата Марија излегуваме надвор од студиото на терен. Марија на лице место со новите детали за една акција која што е веќе активна и е дел од јавното предпријатие Водовод и канализација. Имате можност да си ги отплатите вашите долгови за вода, доколку ги имате, се разбира, без камата. Малку повеќе детали за тоа што се случува со акцијата и до кога можеби ќе трае и какви се секако условите. Марија ќе разговара со Зоран Недевски, кој што е раководител на секторот наплата. Марија, добро утро, поздрав од студиото. Не знам каде си во затворен простор, но верувам дека уживаш вклучување на лице место ќе биде од корист за нашите гледачи, со оглед на тоа дека утринава ве поздравуваме од јавното предпријатие Водовод и канализација со цел да најавиме акцијата која што започна неудамна акција за отплата на долгови за вода без камата, која што ќе трае заклучно со 5 јуни. Кои се поволностите за граѓаните, но воедно и за самото предпријатие? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, господин Зоран Недевски, од раководител на сектор наплата во предпријатието. Да му посакаме добро утро. Добро утро ви посакувам и вам и на вашите гледачи. Драго ми е што имаме можност да кажеме нешто повеќе за самата акција. Најпрво ќе прашам кои се поволностите за самите граѓани од оваа акција, но воедно и за самото предпријатие. Значи најнапред да кажеме дека акцијата започна на 24 минатиот понеделник и ќе трае до 5-6, како што и вие не поминавте. Ова е акција за наплата на долговите кои што ги имаат корисниците без пресметана камата. Користа, бенефитот кој што го имаат корисниците е самата камата, значи од која што се откажува јавното предпријатие Водовод и канализација со исплата на долгот, значи покрај каматата или со склучување на договор за отплата на рати, престануваат и понатамошните постапки за тужења, постапките за извршување, постапките за прекин на комуналната услуга, значи повеќе бројни се бенефитите кои што ги добиваат корисниците на нашите услуги. Впрочем, ние како јавно предпријатие и ги добиваме само основните побарувања кои што ги имаме од корисниците и тоа што сме го потрошиле по основ на изготвување на тужби, односно судските такси, нотарските трошоци, тие се бенефитите кои што ќе ги има ова јавно предпријатие. Што е со лицата од социјално загрозени семејства или можеби самоохрани родители? Дали можеби има некој плюс бенефит, односно придобивка за нив? Или акцијата важи за секој исто? Значи, со оваа акција се опфатени и тие корисници, меѓутоа јас би сакал да напоменам дека во минатото, значи низа години наназад, многу одамна, и ние како компанија и јавното предпријатие Комунална хигиена преку управните одбори за ваквите корисници ранливи категории има донесено одлуки со кои што се врши делумно ослободување од потрошената количина на вода, односно ваквите корисници доколку донесат потврда за дека се приматели на постојана парична помош се ослободуваат 10 метри кубни месечно, а Комунална хигиена исто така со одлука на нивниот управен одбор ги ослободува од испорачаната услуга за смет. Доколку кај овие корисници се останати неподмирени долгови, значи и тие спаѓаат сега во оваа категорија и тие можат да дојдат да го подмират долгот или да склучат договор за отплата на рати без пресметана камата. Напоменавме дека оваа акција трае до 5 јуни. Дали можеби по истекот на оваа акција ќе има одредени случаи каде што ќе може да се користи повторно оваа можност или пак крајниот рок е 5 јуни? Не, видете, значи оваа акција е со определен временски интервал и за оваа акција беа потребни да се донесат одлуки од 3 јавни предпријатија, значи покрај јавното предпријатие Водовод и канализација, Комунална хигиена донесе одлука и Паркови и зеленило донесе одлука за спроведување на оваа акција, така да оваа акција ќе заврши на 5-6. Додека трае оваа акција, започна неодамна на 24 април, како што напоминавте. 20 април, се извинувам, колку има заинтересираност од страна на граѓаните, колку ја користат оваа акција, колку се запознаени со истата со оглед на тоа дека и минатите години можевме да забележиме спроведување на ваква акција од ова предпријатие? Вака сега низ бројки малце да ја доловиме акцијата, една недела помина, значи 5 работни дена искористивме од 24 до петокот склучени се околу 120 договори за отплата на рати во вредност од близу 11 милиони денари.
со тоа што голем дел од корисниците кои што имаат долгови го подмируваат долгот и во готовина. Сега, значи, ова го напоменав и го зборувам за договорите на рати, така да очекуваме дека ќе одиме во нагорна линија. Ви благодарам многу за одвоеното време и за можноста за овој разговор. Дали можеме на крај еден апел сепак до граѓаните, значи од мое име, од име на јавното предпријатие Водовод и канализација, да ги повикаме корисниците кои што имаат неподмирени долгови да ја искористат оваа можност, значи да си го подмират својот долг или во готово, или со склучување на договор за отплата на рати. Да напоменеме дека оваа акција се однесува и за редовните и за тужените побарувања и побарувањата кои што се дадени за наплата кај овластени извршители. Овде би напоменал и би потенцирал дека доколку кај извршителот ги подмират во целост, значи, побарувањата, тогаш исто така ќе бидат ослободени од камата од јавните предпријатија за наплата на долгот. Ви благодарам многу за сите информации утрино. Се надевам дека овие информации од првото вклучување на лице место беа од корист за нашите гледачи. Говоревме за акцијата за отплата на долгови без камата, која што ќе трае до 5 јуни. Верувам дека ги поттикнавме гледачите да ги разгледаат овие можности. Ние се гледаме повторно за 1 час од сега со нова тема токму од терен. Така е, Марија, ти благодарам.